Средбата со Димитар Коцев, прв председател на ВМРО, Бугарско национално движење. Овие се пишеа македонци, ама беа баш бугари. И јас кога бех у Копенхаген, тогаш зборих со еден представник роден од Ресен, професор во Бугарија. И тој каже тогава, ме вика на мене: Стојане, зошто не дојде кај нас у Софија да кажеш што макле имате, а дојде тука да излагаш Бугарија пред овој висок настан, европейски настан во Комисија за безбедност на Европа, тогава во Копенхаген, 90-та година. Јас му кажах: господине, вие да не падате од Марс. Зошто? Знаете ли колку луѓе од Пиринска Македонија се лежвали во бугарски затвори за тоа само дека се чувствуваат македонци? Нема никаков пристап против државата или нешто друго. За тоа дека се чувствуваат македонци. Еден од нив сам јас. 2 пати по 4 години сам лежал в затвор. Знаеш што значи затвор? Истражување. Јас имам како ученик во Благоевград 18 дена истражуван. Тепам, биен, за тоа дека правих летоци со еден збор само Македонија. Возле 3 месецу во Петрич дојда иследници од разлог од цела Пиринска Македонија да видат кој е овој конспиратор што прави такви летоци против за Македонија, против Бугарија, девеки. И тогаш беше организирана една средба на ученици од Петрич со представници, ученици од престолнината, првата престолна на Българија, Велико Трново. И ние искахме да покажем там на оние ученици дека во Пиринска дел на Македонија има македонци, не бугари. И јас бех направил летоци и бех ги сложил на шапката туку бомбето, многу, а од 3 листа нарежени ги взех да ги даа бехме направили веќе една македонска младежка група во гимназијата, 5 души бехме, со намера и во Гоце Делчев, другите гимназии, там да правиме. Но дали некој од тие петимата се сомнева во еден од нив, беше кажал тоа за власта и нас не задржа. Оттам не откара навлезот на гимназијата, 20 цивилни, не запират мене и моја пријател Томата и праша: ти как се каже Стојан Никола Георгиев, ти, това Иванов, Рупанов. Ајде, вика, елате с нас.